Почитувани, транспортната инфраструктура е опфатена во две преговарачки поглавја со Европската Унија – транспортна политика и трансевропски мрежи. Во нашата држава се вкрстуваат два многу значајни коридори – коридорот 8 и коридорот 10. Но кога се работи за транспортот, земјата и понатаму останува да важи црна дупка во Европа. На голем дел од патиштата што не поврзуваат со нашите клучни трговски партнери и европски центри, брзината не достигнува повеќе од 70 км на час, а железницата не може ни да столнува да ја постигне оваа просечна брзина. Оваа емисија е посветена на македонскиот транспорт и состојбите во транспортната инфраструктура. Останете со нас. Во оваа емисија ќе гледате европските политики во транспортот усвоени само на хартија, реализацијата на проектите е бавна, инвестициите недоволни. Колку пари вложува државата во капитални објекти и кои се препораките на Светската банка? Разговараме со директорот на Светска банка во нашата земја, Марко Мантованели. Интервју со бизнисменот и поранешен министер за транспорт и врски Антони Пешев. Зошто вложувањето во инфраструктурата никогаш не било главна задача на македонските власти? Инвестициите во инфраструктурата немаат невидлив импакт веднаш, нема популизам. Значи во нив треба да се инвестира, а бенефитите ќе ги собирате низ годините подоцна. Останете со нас. На патиштата што не поврзуваат со Европа се вози со просечна брзина од 70 км на час, поради застареност на инфраструктурата. Делови од пругите во земјава пак не може да ја гарантираат ни таа брзина. Сликата за транспортната мрежа на земјата како дел од Западен Балкан не е во согласно со регулативите на ЕУ и со нејзината стратешка локација, која овозможува континуитет и поврзување на Централна Европа со Средоземното и со Црното море. Во рамките на идното проширување на ЕУ, транспортните мрежи на новите земји членки треба да бидат интегрирани во европската. Но за жал, иако во нашата земја се вкрстуваат двата паневропски коридори, коридорот 8 и коридорот 10, тие не се целосно искористени, смета професорот од Градежниот факултет Зоран Каракутовски, чија специјалност се железничките системи. Пазите, кај транспортот она што е особено битно е времето на патување и транспортните трошоци. Ако вие направите одреден транспортен коридор кој што ќе биде поефикасен во смисла на пократки времења на патување и со тоа ги намалите транспортните трошоци на транспортните оператори, нормално дека тој коридор ќе биде многу поатрактивен од тоа да речеме што го имаме кај нас као коридор 10. Тоа е веќе и на некој начин и случај со железничките пруги на коридор 4, кои што се Бугарија, понатаму нели Романија и Србија, меѓутоа Грција долу, меѓутоа она што е особено битно, мислам дека и сиве овие години недостасува една внатрешна транспортна политика кај нас. Не зборам за овие или оние, значи структури во транспортот, во министерствата. Потребна е една транспортна политика која што навистина ќе доведе до на некој начин урамнотежување на транспортните системи. Европската комисија соодветно ги лоцира главните недостатоци во подготвувањето на транспортните проекти, најмногу изразени во непостоењето на менаџмент на животниот циклус на транспортната инфраструктура. Постапките за изградбата на проекти, предвидени во правилниците за технички стандарди, се уште се по југословенски, а не по европски модел, вели професорот. Незамисливо е, според мене, да имаме инвестиции од над милиарда евра, ако ги земеме коридорот 8, нели? И добро, коридорот 10D реконструкција сигурно треба да се направи на другите пруги, поврзувањето со Косово исто така. Значи тоа се голема сума на пари, а сепак нашите стандарди кои што владеат кај нас се уште да се на онаа ниво кои што биле во 80-тите години од бившата држава, нели, што ни беше Југославија. Во делот на патната инфраструктура, претпоставувам дека и таму има уште многу работи кои што треба да се направат, да се дополнат и недостасува на вистина тие правилници кои што би требало да ги имаме кај нас, да бидат усогласени со постапките, методологиите и стандардите кои што владеат во државите од ЕУ.
Но покрај законските усогласувања, земјава треба да работи и на забрзување на реализацијата на проектите и најважно, на либерализација на железничкиот транспорт, бидејќи еднаш напуштената траса многу тешко ќе се врати на мапата на транспортерите, вели Каракутовски. Факт е дека прилично долго трае таа реконструкција на тие делници кои што ги почна на коридор 10. По реконструкцијата повторно трасите, односно пругата ќе се врне во оние пруги кои што возможуваат возење со 100 км на час. Значи ние немаме пруги за поголеми брзини. Со самото тоа доаѓа можеби во прашање, ако соседите имаат поголеми пруги со поголеми брзини од аспект на времења на патување и на транспортни трошоци, дали можеби они не би биле поефикасни, па да не заобиколат. Каракутовски учествувал во подготовката на Националната транспортна стратегија 2018-2030 на Министерството за транспорт и врски. Главните цели на стратегијата се зајакнување на интеграцијата во ЕУ преку завршување на патната и железничката мрежа на паневропските коридори, подобрување на економската одржливост, воведување на зелена мобилност, фокусирана на еколошка ефикасност на транспортниот сектор и воспоставување на сигурен и безбеден транспортен систем. Најтешка за исполнување ќе биде првата цел, смета Каракутовски, од финансиска гледна точка. За останатите, потребна ќе биде посилна политичка волја, вели професорот. Најголема корист од тоа треба да имаат граѓаните. Бенефитот ќе се огледа сигурно најпрвен во квалитетот на реализација на овие проекти. Значи, кај нас на квалитетот и на цената влијае и роковите на градба. Значи, ако имате вие воспоставена методологија, правилници кои што се усогласени со европските, сигурно дека доцнењето е еден од најбитните елементи кај нас и непредвидливите работи кои што доаѓаат после тоа сигурно дека ќе бидат избегнати. Предпоставувам дека така тоа би одело. Втора работа е безбедноста на самиот сообраќајен систем или на транспортните системи. Ако вие имате усогласени правилници со европските, во тој случај нормално дека ќе зголемите и безбедноста одвивањето на сообраќајот. И во крајна линија, сето тоа ќе има своји, да кажеме, позитивни ефекти врз транспортните трошоци кои што секој транспортен систем ги предизвикува. Ако правите активност транспорт, мора да има трошоци, меѓутоа во таков случај и транспортните трошоци сигурно по корисниците би биле пониски. Модернизација на коридорот 10, изградба на нов автопат од Гостивар до Кичево, изградба на автопатот од Скопје до Блаце, изградба на ниво на автопат на делницата од Крива Паланка до граничниот премин Деве Бајр, изградба на пругата од Куманово до границата со Бугарија, се дел од проектите поддржани од транспортната рамка за Западен Балкан, иницијатива за социоекономски развој преку обезбедување на техничка и финансиска помош за инвестиции во транспортот, енергетиката и приватниот сектор. Транспортната инфраструктура е опфатена во две преговарачки поглавја – транспортна политика и трансевропски мрежи. Развојот и промоцијата на трансевропските мрежи треба да овозможи економски раст и создавање нови работни места. Само 6 од секој 100 евра што минатата година ги потрошиле властите од државниот буџет, ги инвестирале во капитални објекти, односно за изградба на инфраструктура, лани се потрошиле 197 милиони евра. Но освен овие пари од централниот буџет, дополнително во изградба на патиштата се инвестираат пари преку јавното претпријатие за државни патишта. Минатата година за локални и магистрални патишта и автопатите што се во изградба се потрошиле вкупно 130 милиони евра, со што вкупните јавни капитални инвестиции изнесуваат 327 милиони евра. Анализата на податоците за последните 10 години покажува дека за капитални инвестиции се потрошиле вкупно 2,7 милиарди евра, но освен патишта, железнички пруги, училишта и болници, голем дел од парите наменети за капитални објекти завршија за згради и споменици од Скопје 2014, кој што се пролонгираше и по годината предвидена да биде краен рок за реализација во самото име на проектот. Како удел во бруто домашниот производ, реализираните капитални инвестиции од државната каса беа најголеми во 2012 година, кога достигнаа 4%, додека пак минатата година беа најмали, само 1,8% од БДП. Споредено со останатите земји од Западен Балкан, македонскиот буџет за инфраструктура е поголем, но анализата на Светска банка покажува дека тие со помалку пари постигнуваат слични резултати како и ние. Директорот на Канцеларијата на Светска банка во Скопје, Марко Мантованели, вели дека градењето на патната и железничката инфраструктура, но и нејзино одржување треба да биде меѓу клучните приоритети на властите. In the Western Balkans, in Macedonia, it's very important to fill the infrastructure gap.
Macedonia, it's in a unique position. DHL in 2016 identified it as one of the top hot spots for logistics because of its position between the Aegean Sea and the Adriatic Sea and the connectivity. So it definitely makes a lot of sense to put money in this. It has to be done in a sustainable way. That's why I talk about public investments, including through loans at concessional rates for international institutions, but also considering when and where you can fill some of these needs through private investments or PPPs. And I do not tire myself of putting emphasis on the importance not just to build, but also to maintain these things. You want to avoid the problem that many countries have, that they build and then they don't maintain the infrastructure and the investment goes lost. Една анализа на Светската банка утврди дека земјата треба да одвои по околу 81,5 милиони евра годишно за да го премости јазот во одржувањето и проценува дека за секој потрошен долар за одржување, трошоците за корисниците би се намалиле за $3,5. А за тоа кои се клучните инфраструктурни проекти што мора да се реализираат во следниот период, Мантованели од Светска банка вели. At the top, the large corridors, at the other end, local investments in local roads. Those are the main ones. I would also say that we know that you build a corridor 10, for example, and you save half an hour from Thessaloniki to the border with Serbia, but then the trucks sit there for 5 days. This is an issue that undermines your investment. So thinking about facilitating border crossing and trade is an important element of any infrastructure investment. It's what we call soft infrastructure. And in particular for Macedonia, these are critical investments. Светска банка, која што важи за голем поддржувач на земјата во повеќе области, особено во изградба на инфраструктурата, неодамна одобри нова рамка за партнерство, а директорот Мантованели објаснува кои ќе бидат клучните инвестиции. On the hard infrastructure, we will continue over the next year to support the government efforts in completing the corridors. We are actively involved in building a part of Corridor 8 road. We are also, from the equity point of view, investing about €70 million in local roads and secondary roads to make sure that every community is connected. That's one element of the strategy, but we are putting a lot of emphasis on the soft aspects of connectivity. Last week, together with the new strategy for North Macedonia, we approved also a regional project. Macedonia is part of it, together with Albania and Serbia, for trade and transport facilitation. That's what exactly I mentioned. How to ensure that once a truck gets to the border, for example, spends less time and costs less to cross that border, to facilitate economic exchanges in the region and decrease the cost from the private sector. The third leg of our soft activity has to do with the road safety. 2% of GDP is lost because of road safety in this country. The fatality rate on roads in Macedonia is 50% higher than in Europe, for example. Мантованели вели дека најголемиот предизвик за државата во делот на транспортната инфраструктура е состојбата на патиштата. Според јавното претпријатие за државни патишта, само 60% се во задоволителна состојба, што е недоволно за подкрепа на современа економија. Во владината програма за 10 години се предвидени 3 милиарди евра инвестиции во патна инфраструктура, и тоа за 600 километри автопати и експресни патишта, 550 магистрални и регионални, како и 1000 километри локални патишта. Добар ден, благодарам што сте дел од нашата емисија. Вие бевте министр за транспорт и врски токму на темата за која што денес разговараме, прилично одамна. Може ли да направите една анализа колку е држава напредната во тоа поле од тоа кога вие бевте на раководна позиција во инфраструктурата до денес? Па многу е тешко да се говори за проблематиката на коридорите и развојот на коридорите во принцип,
заради тоа што прво е тоа едно од интересно, тоа е едно од ретко многу ретко споменуваните теми во политиката, ако сакате во бизнес животот и се. Македонија Обично пред избори, знае да секогаш стане се отвара, па и не сум сигурен дека и во изборите таа има некакво доминантно место. А ќе видиме на крај дека целиот живот на една држава е врзан околу можноста да се биде функционален, да се движиш по лесни патишта во окружувањето, да робата да се транспортира лесно. Она што е битно е дека Македонија сите овие години како да се наоѓа на слеп полосек, а се наоѓа уствари на пресек на два битни паневропски коридори. Значи на коридорот 10 кој иде од Грција према Србија и коридорот 8 кој иде од Турција преку Бугарија, Македонија, Албанија до Италија. Значи географската состојба не кореспондира Не кореспондира со фокусот на проблематиката на развојот на коридорите. И морам да признам дека сите останати држави посебно внимание му посветуваат на елементот на развојот на коридорите. Ако отвориме прашањето на коридорите, сега ќе се вратиме на 92 година каде што коридорите и блокадата на коридорите беше искористена како политичка принуда на нашата држава со обзир на тоа дека ембаргото кој го воведе Грција према нас ја доведе државата во скоро ситуација во која не може да најде излез. Имавме ситуација во која Грција воведе ембарго, имавме ембарго према Југославија заради воените случувања во тој период. Една цела влада, првата политичка влада на Македонија падна токму заради ембаргото кое траеше од страна на Грција и неможност да се донесе деривати во Македонија. Значи таа втора политичка влада на која бев ја член, уште во почетокот беше свесна дека нешто мора да се направи и имавме од почетокот фокус на таа проблематика. Морам да кажам дека кога ќе се соочите со таква драматична ситуација каква што имавме во тој момент, забележавме дека Македонија, ако и се прекинат тие базични патни и железнички коридори, е одсечена од светот. Ние немаме пристап на ниту едно пристаниште, ако не можете да се движите по релација север-југ. Во тоа време беше модерно да се разговара за паневропските коридори и петте држави на коридорот 8 се договоривме и таа година 92, далечна 92 година, подпишавме договор, меморандум за разбирање од сите држави кои се наоѓаат на коридорот, значи Турција, реков, Бугарија, Македонија, Албанија и Италија. Турција и Италија и денеска се многу фокусирани на проблематиката на развојот, особено на коридорот 8, заради тоа што тој е битен. Тој уствари ги поврзува Црното море со Јадранското море и е битен заради лесната комуникација на Блискиот Исток со Италија како една од најблиските дестинации на кои може да се дојде со превоз. Она што е битно дека ние многу го почитувавме тоа, баш дека се наоѓаме на тој коридор. Останатите држави побрзаа да си направат алтернативи. Дека е тоа битно, се покажа на конференцијата само 2 години подоцна, можда и не цели 2 години подоцна на Крит, каде што Грција брзо направи напор да го вметне коридорот кој денеска се вика Вија Игнација, устоли Александрополи и Губеница, кој е замена на овој коридор. Се движи малку по-јужно и уствари обезбедува истата функционалност. И денеска тој е веќе изграден коридор и функционира и тој го повлече значаен дел од сообраќајот кој се одвива од Турција према Европа. Сватиле веројатно дека тука работите ќе одат потешко. Мислам дека ја не слушам многу често анализи на оваа проблематика, а битни се. Битно е да се разбере дека и покрај тоа што можда не е толку забавно како некои дневно политички случувања во државата, битно е да се разговара заради тоа што оваа структура е битна за развојот на генерално на економијата. И овдека би сакал сега да ви раскажам една приказна која може да ќе биде интересна. Направена е слика на Европа, ноќно време, 2010 година, во која можело да се забележи дека Европа не е осветлена подеднакво. Значи има сегменти на Европа кои се осветлени многу и има сегменти кои се мрачни. И некако тоа ја иницирало амбицијата да се открие која е причината заради неравномерниот развој. Некако светлата индицираат и се во директна корелација со развиеноста на регионите во Европа. Се покажува дека една група од економисти и научници дошле до идеја да го споредат осветленоста на Европа со мапата на стари римски патишта од 117 година кога била Рим многу развиен. Ја поставиле мапата на осветленоста и нашле енормно голема корелација помеѓу развојот на
на патиштата римски и развојот на државата. Подоцните истражувања покажале дека тие се директна консеквенца на развојот на денешните современи патишта и се во директна релација со економскиот раст во тие периоди. Значи, не е случајно. Коридорите не се прават само за да го подобрат комуницирањето од точка А до точка Б или да ги поврзат луѓето од точка А до точка Б. Тие некогаш влијаат и на развојот. Што они се многу посериозен чинител на развојот на... Кога сме кај примарната функција, да речам, поврзувањето од точка А до точка Б, како ја оценувате Македонија денес од аспект на поврзаноста со регионот, со седите, со нашите главни трговски партнери и слично? Од ова што го зборувате може да се заклучи дека прилично слабо стоиме. Мислам, не ни треба граѓаните секојдневно се движат по патиштата, гледаат во каква состојба сте. Добро, мислам, кога разговорите за коридорите, треба да разговорите слоевито. Значи, патишта, железница, телекомуникации, да поđеме од патиштата. Важноста на коридорот 10, значи трите наши најголеми економски партнери се Германија, Грција, Србија. Сите се наоѓаат на коридорот 10 или по патеката на коридорот 10. Ако знаете дека оваа година Србија го завршува својата делница на коридорот 10, таа Грделечка клисура феномен која сега конечно се завршува, сваќате дека на Србија е битен развојот на коридорот 10, едно од најбитните праци. Особено коридорот 10 плюс она одземање од Ниш према иземање од коридорот 10 према Бугарија и мислам дека Србија ќе го заврши тоа. Ме радува тоа што дека и Македонија завршува патната инфраструктура на коридорот 10 и конечно после тоа 20 години ќе го заокружиме бар коридорот 10. Меѓутоа осмицата стои и има, знаете дека градиме патиштата према Охрид кои се дел од патот према Бугарија е до никаде. Железницата ја разговараме четврт век. И од тогаш до денеска ништо драматично. Кои се причините? Што мислите? Освен да речеме недоволно внимание, посветување и слично, на што се должи ова неангажираност? Знаете како инвестициите во инфраструктурата немаат невидлив импакт веднаш, нема популизам. Значи во нив треба да се инвестира, а бенефитите ќе ги собирате низ годините подоцна. Некоја друга влада ќе ги собере бенефитите на нешто. И тоа често ви се случува зашто они други да го земат бенефитот од инвестицијата во инфраструктурата. А од друга страна па државата мора да функционира. Ако земете сега ова што се случува сега, апсолутно мислам дека требало да се случи многу порано. Претходната влада обвинува за инвестиции непродуктивни едно друго. Мислам дека единствената сериозна замерка е што не почна со инвестиции во инфраструктурата на почетокот на мандатот, а она другото да го правеа подоцна. Веројатно никој немаше да има посебна замерка ако коридорите беа завршени, ако инфраструктурата беше поставена, ќе имавме видлив бенефит. И мислам дека меѓу другото и ќе повлечеа нов транспорт или рецимо економска активност по должината на таа рута, која со долги низ години беше заобиколувана. Во меѓувреме почна бугарите преку Романија да го развијат својот коридор, се развија Јадранската рута магистрала, која сега има нова димензија од кога Албанија се вклучува во таа приказна, така да знаете, сите се борат за движење за протокот на Да, едно од начелата на Европската унија на крај. Да не говориме. Споменавме железницата, еден од клучните проблеми таму е и монополската позиција што ова предпријатие ја има. Европа упорно сугерира дека е потребна либерализација на овој сектор. Владата не се дава со години, не само ова. Како мислите дека ќе се одвива и дали мислите дека либерализацијата може да помогне ако влезат странски фирми да се развија? А ја мислам дека повторно популизмот меша прсти. Железницата е голем бизнес. Не е бизнес, не само бизнес. Железницата запослува многу луѓе. Ако тргнете во некаква си драматична процедура на промена или ревизија на позицијата на државното предпријатие, ќе значи отпуштање, да. Нашата железница тоа го видела, пазите, не зборам од сега, они повеќе од 20 години забележале дека треба да влеча и железници да се одвои. Ние знаеме дека треба да се одвои инфраструктурата земјана од операторската функција на железницата. И моментално светскиот тренд, без разлика колку тоа глупо да ни звучи, иде по правец на тоа да земјените линкови, односно железничките пруги се во собственост на државите и затоа се плаќа километар тон, а операторите
работат по принципот на кој работат авиокомпаниите. Значи ви имате современиот концепт на превоз со железници, разбира дека еден оператор го зима возот од позиција некаде било каде во Европа и го носи на нека позиција која не се работи во државата. Доскоро уште имаме концепт во кој националните железници си го превземаат вагоните на секој граничен прелаз и тоа додатно прави чекање и успорување на движењето. А да не говориме дека Балканот е пун со граници, да не говориме дека Балканот е пун со функционални, нефункционални, полуфункционални предпријатија. А да не говориме тоа. Нестандардни железнички принципи. Југославија дека беше едно, може да имавме некаква хармонизација на сигнализациите. Сега имаме проблем со хармонизација на сигнализацијата по цела должина. Се говори за мултимодални возови, се говори за нова концепција на возење по железници кои треба да бидат апсолутно модернизирани. Ние сме далеко. Да, колку е сега важна од аспект на економијата поврзаноста на државата инфраструктурна? Еве вие сте собственик на фирма, знаете колку и како значи транспортот и брзината на транспортот, па и цената. Па добро. Значи, колку мислите дека таа корелација? Има сектори каде што транспортот е многу битна позиција. За земјоделието каде што се ниски цените, транспортот поисто така игра голема улога. Во мојот бизнес, да кажеме, во информатиката, тоа е мал дел од приказката, нашата роба патува по жица, тоа значи дека нема не плаќаме горе транспорт, ама она што е битно дека сепак има делови и позиции и би било добро заради ефикасност и заради брзина да се комуникацијните линкови добри, да транспортот се отвива несметано и ви реков, клучната работа е застојот на границите. Сите овие години многу малку се поработи на тоа да се уврзаат постапките за транзит низ државите низ кои веројатно тоа со влезот во перспективна. Па нема, јас сум од оние кои не веруваат дека влезот во ЕУ би можел драматично да ни помогне. Ние треба да преживееме до влезот на ЕУ. Мислам, јас очекувам дека пред 2030 година ние немаме шанса да бидеме дел од Европска унија, тоа значи дека добри, да кажеме 11-12 години треба да преживееме до тогаш. Така да треба да бидеме реалисти. Ние треба да си ја завршиме нашата домашна работа и да се трудиме да со секој нареден чекор имаме подобре и подобре. Како тоа практично позиции. да се изведе? Ве прашуваме ве за неколку да наброите клучни проекти според вас во инфраструктурата што треба денес да почнат да стартуваат за да дадат ефект додека преживуваме. Го споменавте коридор 8, кои се тие другите елементи што треба да се клучат? Еве на пример, кога имате проблем, ќе го споменам Косово, тогаш и сте фокусирани на проблемот, го решавате проблемот. Косово беше отсечено комплетно. Ако се додадете на таа работа дека у комуникацијата со Србија имаат сериозни проблеми, за нив тоа беше отсечена територија без никаква шанса за комуникација. Отварањето на коридорот према Албанија, значи преку Кукс таа линија, еден многу тежок пат кој проаѓа. Што брзо се изгради, Што многу брзо се изгради. И брзината со која они го форсираат патот према нас, укажува дека они ја сватиле потребата за елегантна комуникација, особено према пристаништата. И сега кога видите дека они ќе излезат побрзо на пристаништата во Драчи и Солун, ќе сватите уствари дека нивната фокусација на патиштата била добра. Она што не го разбираме, на пример, зашто не направивме брза миграција на приоритетите према развојот на овие 20 на километра, 25-6 километра до границата со Косово, а знаеме дека Косово се наоѓа многу високо во нашите економски приоритети, особено заради тоа што имаме во размената голем суфицит. Можеби единствената држава со која имаме сериозен суфицит е Косово и да се искористи моментот. Знаете како ќе помина 10 години и ако чекаме тоа да се деси, може ќе го немаме и суфицитот. Ќе се отворат други граници, ќе функционира друга. Значи моментот треба да се респондира на моментот, треба да се биде патиштата не чекаат, освен стратегија, треба да се имаат некои стратешки правци, меѓутоа треба да се респондира брзо. Неко се губите во стратегија. Се губите во стратегија и не преземате ништо. Ви благодарам многу за интервјуто. Околу 4 милиони тони чоколада, вредна 18,3 милиарди евра, е произведена во Европската Унија во 2018 година, покажуваат податоците на Европската статистичка агенција. Помеѓу државите членки на Европската Унија, Германија произведува најмногу чоколада и тоа 32% од вкупното производство на чоколада во ЕУ. Потоа следува Италија со 18% учество и Франција и Холандија со по 9% соодветно. Обединетото кралство произведува 7% од вкупно произведената чоколада во Европската Унија, Белгија 6% и Шпанија 4%.
Овие 8 држави членки на Европската Унија во 2017 година произвеле преку 90% од вкупно произведената чоколада во ЕУ. Инаку, 80% од извозот на чоколада и чоколадни плочки на државите членки на Европската Унија оди за друга држава членка на Европската Унија, а Германија, Холандија и Белгија се меѓу најголемите извозници. Европската Унија е подготвена да инвестира 9,2 милиарди евра во суперкомпјутери, вештачка интелигенција, сајбер безбедност и дигитални вештини, откако членовите на Европскиот парламент го изгласаа финансирањето на проекти од оваа област за периодот 2021-2027 година. Дигитална Европа е нова програма со главна цел да им се обезбедат на сите граѓани на Европската Унија вештини и потребна инфраструктура за да можат во приватниот и деловниот живот да одговорат на клучните дигитални предизвици. Програмата е дел од стратегијата за понатамошен развој на заедничкиот дигитален пазар, која може да помогне во создавањето на 4 милиони работни места, потоа да ја раздвижи економијата на ЕУ со 415 милиарди евра секоја година и истовремено да ја зајакне европската конкурентност на меѓународниот пазар. Преку ЕУ програмата Дигитална Европа ќе се инвестираат 2,7 милиарди евра во суперкомпјутери, 2,5 милиарди евра во вештачка интелигенција, 2 милиарди евра во сајбер безбедност, 700 милиони евра во дигитални вештини и 1,3 милиарди евра за обезбедување на широка употреба на дигиталните технологии. 7 од 10 граѓани на Европската Унија на возраст од 16 или повеќе години ја оцениле нивната здравствена состојба како добра или многу добра, а помалку од 1 од 10 граѓани оцениле дека нивото на нивното здравје е лошо или многу лошо. Ова го покажуваат податоците на Евростат за 2017 година, а во врска со прашањето колку граѓаните се чувствуваат здраво. Помеѓу државите членки на Европската Унија, дури 83% од населението на Ирска, на возраст од 16 или повеќе години, го оценило нивното здравје како добро или многу добро. Во Кипар овој удел изнесува 78%, а во Италија 77%. На спротивната страна, најмал удел е регистриран во Литванија и Летонија, односно само 44% од населението на возраст од 16 или повеќе години во двете држави подеднакво го оценило нивното здравје како добро или многу добро. Според Евростат, во 2017 година во нашата држава 72% од населението на возраст од 16 или повеќе години ја оценило својата здравствена состојба како добра или многу добра. Паметните телефони, таблетите во последните десетина години се важен дел од нашето секојдневие, но ги заменуваме или фрламе после неколку години употреба, со што создаваме милиони тони електронски отпад, кој има големо влијание на животната средина. Иако дел од него се рециклира, преработката и повторната употреба на металот и пластиката влијае на околината, предизвикувајќи сериозни здравствени проблеми за луѓето и загадувањето. Сето ова создава загриженост за животната средина и општеството. Но што би било ако се запре со користење на пластиката и металот? Што ако се користи хартија, материјал кој може да се рециклира, повторно да се употребува, материјал кој е флексибилен? Еден европски проект работи на развој на електронски уреди кои се еколошки. Имено, користат хартија на која и ги модификуваат целулозните влакна од кои се состои хартијата, за да ги зачува карактеристиките како спроведување на електрична енергија, отпорност на вода, издржливост на висока температура или заштита од магнетно поле. Планираат да произведат и специјални мастила, кои заедно со специјалната хартија ќе дозволат да се создадат батерии, антени, екрани и различни типови на сензори. Со сето ова ќе се состави електронска плоча која може да се модификува и да се употреби за различни индустријски сектори. Например, овој иновативен производ ќе може да се употреби на пакувањето на производи, за да се информира за условите на чување, потоа како уред за откривање дрога во кафе и пијалоци и тест за откривање на вируси и бактерии. Производната линија ќе го содржи целокупниот синџир на производство, од суров материјал до составањето на финалниот производ. Технологијата ќе може да се користи за секој електронски уред во иднина. Проектот е поддржан со 7,4 милиони евра од ЕУ програмата Хоризонт 2020.
Заврши гласањето во вториот круг од претседателските избори, а заврши и посетата на папата Франциск. Затоа следната недела се гледаме во редовен термин, 20 часот и 15 минути на националната телевизија. Следете не тука или на нашите официјални Инстаграм и Фейсбук профили. Останете со програмите на македонската телевизија.